Добре, криптоентузијасти, имаме доста интересни теми денес и нешто интересно морам да најавам уште на самиот почеток. Верувале или не, има информации за теткава Ружа Игнатова, но ќе го оставам тоа како крај на ова видео, затоа што е доста интересна информација, иако не е позитивна, морам да ви кажам веднаш. Прво ќе започнеме нормално со мала техничка анализа во однос тоа каде се наоѓаме на самиот биткоин чарт, кој што е многу битен со оглед на фактот дека сме многу блиску до 200 неделната средна вредност, а потоа ќе продолжиме со најнови вести, со тоа што денеска прво ќе поразговараме за вести од светот во однос на крипто секторот, а потоа ќе се навратиме на криптопроекти, затоа што денеска овие вести од светот се малку побитни за разлика од криптовестите кои што ги имаме за различни проекти. Сега, на самиот почеток можеме да забележиме дека првенствено цената на биткоин се уште се наоѓа над овој канал, во кој што се наоѓаме, како што може да видите, веќе некое време, со тоа што успеавме да се одбиеме од горната граница на овој канал. Тоа беше вчерашната корекција надолу и да добиеме повторен памп, со тоа што на овој чарт, за жал, не е видливо каде моментално се наоѓаме, но на овој чарт се наоѓаме точно помеѓу 50 и 200 неделната средна вредност. Со тоа што 200 неделната средна вредност, која што моментално се наоѓа на 25.160 отприлика, е уствари и проблемот зашто не можеме да пробиеме на горната страна. Да не забораваме дека на 100 RSI неделно ниво веќе се наоѓаме доста високо, додека RSI се уште има простор за движење, затоа што е не само 59, значи има уште 10 поена за движење нагоре, но тоа не го менува фактот дека над нас се наоѓа една од на некој начин најсилните нивоа кои што можеме да ги најдеме во криптопазарот досега. Зошто е тоа така? Значи тоа е црвената линија, можеме да видиме дека црвената линија генерално била историски главната поддршка на биткоин во сите претходни bear маркети. Значи во моментот кога ќе пристигне до 200 неделната средна вредност, се случува да се придвижи нагоре во следниот bull маркет. Со тоа што прв пат се наоѓаме под оваа средна вредност и тоа е еден од главните проблеми со кои што моментално се соочуваме. И затоа и повторно ќе кажам, значи е можна ситуација во која што ќе добиеме и поголема корекција, со тоа што сакам само уште една работа да покажам, зашто го велам тоа. Значи битно е да го покажеме и овој момент, а тоа е волуменот. Значи ќе го дозадеме волуменот со цел да погледнете што сакам да кажам. Значи на неделно ниво можеме да видиме дека како се движиме нагоре, така се намалува волуменот. Значи, само момент да ги сокриеме. Значи можеме да погледнеме дека од недела на недела волуменот на трговија се намалува. И поради оваа причина, значи колку повеќе се намалува значи волуменот, ни покажува дека нема доволно интерес во моментов за практично трговија, купување и продавање на биткоин. А ако продолжи така, со намалување на овој волумен, голема е веројатноста дека ќе добиеме можно е и поголема корекција. Повторно, се зависи од тоа како ќе се развиваат ситуацијата, дали ќе имаме, да речем, зголемување на интересот, најчесто доаѓа поради одредени позитивни вести, но такви генерално немаме во моментов, така да имајте го тоа во предвид. Голема е веројатноста дека може да добиеме корекција, затоа што се повеќе и повеќе се гледа дека интересот за тргување на биткоин генерално се намалува. Со тоа што значи не е само една граница, тоа е само 200 неделната средна вредност, но истата кореспондира како со локалниот врв на овој памп после падот во комплетниот пад, зборуваме на Terra Luna колапсот, со тоа што овдека е Terra Luna колапсот, па 3AC Capital и сето тоа е едно подруго, каде што нели ова е првичниот пад кој што моментално е неделно ниво, додека ово е практично исто така кореспондира со истото тоа ниво, оваа корекција до претходното дно на овој пат. Така да, гледате дека имаме доста левели кои што моментално треба да се скршат и поради оваа причина мораме да видиме дали ќе има доволно. Значи едноставно изгледа дека нема веќе интерес, а вакви силни левели за да се скршат потребен интерес. Значи потребно е волуменот да биде појак, посилен, поголем, за да очекуваме дека истиот ќе нели има сила да пробие нагоре. Така да останува да видиме, но јас изгледа се повеќе и повеќе веројатноста ни покажува дека ќе добиеме корекција надолу, подетално ќе објасниме утре, но имајте го тоа во предвид дека гледате и сами, значи едноставно постепено се исцрпува онаа сила на буткање на цената на биткоин нагоре од луѓе кои што ќе купат или понатаму, затоа што едноставно се повеќе и повеќе се гледа дека неуспешно се обидуваме да пробиеме нагоре. Значи гледате имаме 1, 2, 3, ова е трет обид да пробиеме над 5200
каде што и се наоѓа моментално 200 неделната средна вредност. Останува да видиме, но гледате дека ова е доста јако ниво на отпор на цената. Тоа е се што имаме да кажеме околу самата техничка анализа, утре ќе поразговараме малку повеќе, а сега ќе поразговараме околу фундаменталната анализа и што се случува во светот, во околу крипто, а потоа и во однос на криптопроектите. Сега, првата вест ни доаѓа од тужбата која што моментално е помеѓу SEC и Grayscale. Значи, ова е многу битен случај. Паралелно битен со оној на Ripple. Зошто е тоа така? Значи, Ripple моментално се бори за сите проекти кои што се опресирани од страна на Ripple, од страна на SEC и кои што ќе бидат понатаму опресирани од страна на SEC. Затоа, тужбата на Ripple е битна со цел да се добие јасна регулатива со која што другите проекти во криптосекторот ќе можат да се бранат против ваквата политика на SEC. Додека Grayscale, ваквата, значи сега, повторно, ние сме разговарале многу. За да ви биде појасно, би ви напоменал да го погледнете, значи имаме соодветно видео за ETF, кое што ќе ви објасни што истото значи ваквиот поим, односно тоа е практично како се тргува ETF на берзи и зошто истиот е битен во однос на криптосектор. Така да. Во оваа ситуација, зошто е битно сето тоа? Затоа што Grayscale самиот по себе, преку интегрирање на ETF на биткоин на берзите во Америка, се обидува да направи комплетна адаптација на биткоин, на истиот да биде интегриран во традиционалните финансии. Сега, проблемот е што моментално SEC, значи и повторно, после втор, ако не се лажам, дори и трет обид, во јуни претходната година го одби, значи Grayscale, знаете, тоа е уствари фондот за биткоин на DCG, на Digital Currency Group, и на тој начин фактички тоа беше и уште еден катализатор за да се зголеми падот во bear маркетот, затоа што добивање на дозвола на Grayscale да направи свој ETF спот биткоин, значи ќе значеше повторен памп на пазарот на крипто, и тоа е една од грешките кои што ние ги направивме. Ние очекуваме дека тоа ќе се случи, затоа што такво случување ќе значеше и повторен памп на уште еден, да речем, последен памп на биткоин, како и на целиот крипто пазар, но тоа не се случи, како и да е, учиме од грешките. Поентата е дека значи моментално ова е уствари мислење на Џон Дитон, кој што исто така е еден од оние кои што се замешани во Ripple и SEC, знаете и сами. Истиот има големо почитување од широката крипто јавност, затоа што на некој начин се бори за заштита на сите крипто проекти, со тоа што се бори за заштита на Ripple, но која е главната цел? Значи, ако се сеќавате или ако сте во тек на целата оваа ситуација, беше дозволен ETF на биткоин, но само како фьючерс, односно фьючерс ETF-от, кој што се тргува моментално на берзите во Америка, значи дека вие не тргувате биткоин, туку вие тргувате хартии од вредност во противвредност на цената на биткоин во моментот. Така да, вие фактички дозволувате биткоин да биде тргуван како хартија од вредност, а не дозволувате да биде директно тргуван биткоин, што е глупост, така. Значи, на тој начин фактички овде убаво тоа го изјавува Дитон. Значи, ваквата тужба на Grayscale против SEC, затоа што повторно не им дозволија да го направат својот GBTC фонд да биде ETF спот биткоин, нели, на берзите во Америка, значи убаво кажано од негова страна е дека не може, значи буквално тоа е кога SEC, значи самите SEC моментално или комисијата за хартии од вредност арбитражно, значи едноставно кој ви се допаѓа му давате дозвола, кој не ви се допаѓа не му давате. А на крајот од денот дали вие тргувате хартија од вредност која што е противвредност на биткоин или самиот биткоин, кога станува збор за истата цена, вас не ви прави голема разлика. Затоа што е истата цена. Дали биткоин ќе падне или не, во исто сте погодени дали сте имале биткоин или сте имале хартија од вредност која што е во противвредност на цената на биткоин. Така да поради оваа причина, на место е тоа што го кажува Џон Дитон, дека можеби на првостепениот суд е 50-50 шансата да победи Grayscale, но на Supreme Court он имаат, или во наша ситуација тоа било Врховниот суд, значи повеќе од 75-80% шанса за истиот да победи, поради тоа што моментално она што го прави SEC е, како што кажува и он, overreach, односно е буквално се користи практично собствената моќ за
да се манипулира пазарот и едноставно што сакате вие тоа правите на пазарот. Никој нешто не ви може, никој не ве контролира и тоа е сосема на место што го кажува Џон Дитон. Се надевам дека тоа ќе биде така, но ова е добро кога ваков тип на да речем луѓе кои се информирани во сферата кажуваат дека Grayscale генерално има многу големи шанси да победи во оваа ситуација. И сега да не заборавиме дека случајот со Ripple трае веќе 2 години, но и Grayscale како и Ripple, сега Grayscale дури многу повеќе со оглед на фактот дека во позадина на Grayscale стои DCG, а во позадина на DCG како што кажеме стои HSBC, стои како беше Visa, ако не се лажам, нели? Ги разговаравме оние кои се буквално партнери во позадина, дури и BlackRock, така да има многу голема позадина, со тоа што верувам дека истото ќе биде многу полесно решено за разлика од моменталната ситуација. Останува да видиме, но како и да е, јас верувам дека ова побрзо ќе се заврши за разлика од Ripple. Како и да е, битното што треба да го извлечеме од ова судска одлука е дека ова може да биде еден од главните катализатори кога ќе биде решено за масивен памп во следниот биткоин, во следниот булмаран. Зошто го велам тоа? Че вие замислите досега вас ви се дозволени ETF фондови, ETF практично тргување на берзите, но само со фьючерс, значи не директно со биткоин, додека ако се дозволи спот ETF, тоа значи дека ќе се дозволи да се отвараат таков тип на фондови кои што ќе тргуваат на берзите, но директно со биткоин. И тогаш вие фактички го интегрирате биткоин само преку соодветни лицензирани фондови, нормално, но секако, че вие го ставате биткоин директно на берза, тоа значи дека имате масовен рич на сите корпорации и институции кои што купуваат на берзата да можат директно да купат биткоин, што досега не е можно. Така да, тоа е еден од главните катализатори кој што ќе ни предизвика следен бул маркет кога ова би се случило. Нормално, останува да видиме кога, но имајте го во предвид и следете го како што го следиме ние, затоа што може на вистина да предизвика соодветен булран. Значи, ваква вест може буквално да предизвика следен бул маркет во било кое време. Уште една вест која што може да предизвика бул маркет, иако повеќе лица ми го пратија ова, нели, Дарко Јошев, Бобан Досев Стандард, значи како и некои други лица ми го пратија исто ова. Значи исто, уште еден многу битен катализатор кој што верувам дека ќе го забрза доаѓањето на следниот, значи зборуваме сега ние и да сме на почетокот на бул маркет, до моментот кога ќе се забрзаме каде се оди нагоре, има се уште време. Оваа вест може да го направи тоа. Иако веќе го објавив, ако се сеќавате, значи во претходните вести, сега има некои многу поинтересни наоѓи кои што сакам да ви ги презентирам, а тоа е како што може видите самиот наслов дека Хонконг официјално не само што ќе го легализира крипто, туку има она што се сеќавате ви го кажав, значи јас претходниот пат ви представив само еден твит и ви ја кажав целата приказна без дури и да ги видам овие вести. Еве буквално се што кажав изгледа така. Односно, значи има целосна позадина од Пекинг. Зошто го велам тоа? Значи самите кажуваат во овој артикл дека моментално во Хонконг постојано доаѓаат представници на Пекинг кои што не само што доаѓаат, туку и присуствуваат на многу таков тип на посебни да речам евенти каде што се презентираат криптопроекти. Е сега каде е овдека битниот момент? Оно што јас го кажав, значи се сеќавате буквално ово ви го кажав. Една земја, два система. Ете го. Тука е моментот. Значи моментално Пекинг прави на Хонконг тоа што Полкадот прави на Кусама. Односно, Пекинг, затоа што се еднак држава со два различни система, му дозволува на Хонконг да го легализира криптото, за да види каков ефект ќе има и дали истото ќе биде полезно за Кина. Значи, они веќе направија огромна грешка кога го банираа криптото генерално, а сега се обидуваат истата да ја исправат со тоа што моментално прво, како тест го користат Хонконг, да видат дали сето тоа може прво да биде контролирано, затоа што знаете и сами дека во Кина не може неконтролирано да се прави ништо, а второ да видат дали ќе биде позитивно. И гледаме дека моментално, значи сите го кажуваат истото, дека ова е директно поддржано од Кина. Е сега, зошто е тоа битно? Значи вие досега Кина во секој бул маркет, дури оние кои се повеќе време во бул маркетите го знаат ова, јас сум бил во два, значи има една изрека помеѓу крипто ентузијастите, вели не е бул маркет ако Кина не го банира биткоин. Значи Кина во секој бул маркет го банира биткоин и тогаш почнува вистинскиот бул маркет. Значи прво имате пад и после тоа имате ненормален раст. Значи за жал тоа постојано се случува, оние кои се по крипто знаат, оние кои што не може да го проверат тоа многу едноставно, но битното што е, во оваа ситуација имате обратен момент.
каде што дури Кина се спрема да го легализира на некој начин крипто секторот, а нормално кој прв ако не биткоин, така? Значи, сакам да ви кажам дека дури овие хардкор играчи кои што постојано имаат проблем со крипто секторот, постепено се вртат, но не ви укажуваат тоа директно вас. Дури нешто што разговараме за Дарко Јошев доста на место, вели очигледно идејата да ја да купам прво, па после вие ќе купите оно што јас постојано го кажувам на канал. Значи, не ги гледајте што ви кажуваат, гледајте што прават. Значи, буквално моменталната хајка за крипто, како и во претходниот bull market, е немој да купувате вие. Чекајте ние да го купиме, па ние ќе ви го продадеме по цената која што ние ќе ја диригираме. Значи, тоа е моментално она што се случува во светот, а ова е прост пример за тоа. Сега, зошто е ова битно, како што беше битна претходната вест? Затоа што ова настапува на сила од 1 јуни. Што значи дека на 1 јуни официјално во Хонг Конг сите негови жители ќе може да купат и легално да чуваат крипто. Сега, зошто е ова битно? Значи, вие автоматски имате сите што сакаат од Кина легално да чуваат крипто, со оглед на фактот дека се сепак, значи, државини на истата земја, иако се два система, се што треба да направат е да направат акаунт во Хонг Конг, некоја од криптоменуачниците на Хонг Конг. Автоматски, значи, имате ситуација во која што ќе може да купите крипто легално. А тоа е 1 јуни и затоа многу од оние кои што се да речем во оваа сфера заедно со мене го имаме истиот заклучок дека очигледно следниот bull market официјално почнува во јуни. Значи, вие замислете наеднаш 1 билион, тоа е една, добро во случај затоа што сме веќе 8 билиони, че тоа е 1/8 од планетава, во ист ден ќе може да купи крипто легално. Значи, нели, да не се лажеме, кинезите и секако имаат крипто, но во оваа ситуација значи ќе може легално да го купат од овој момент па натаму, така. Значи, тоа е 1/8 во еден ден ќе може да го купи ова. Бидете, нели, подготвени. Сега, исто така ова ми е пратено од Дарко Јошев, интересна табела, иако јас не можам да гарантирам за истата, значи ова се многу од коините кои што јас не ги ни знам. Значи, знаете и сами дека Кина има своји коини кои што се легални во Кина. Значи, јас ова ќе го оставам на некое време, за да може да го погледнете, слободно запрете го видеото, че ова се токени кои што ги поседува, кои што на некој начин легално може да ги поседувате во Кина, и кои што се backed by Кина, се разбираме. Јас знам неколку од нив и за нив можам да ви кажам нешто повеќе, чисто неколку зборови, че ја ќе свртам и надоле да видите дека има уште некои други. Значи, Нео е еден од најстарите. Знаете, сами, за оние кои што знам ќе ви кажам, за оние кои што не знам нема да се трудам да разговарам ништо, затоа што нема логика да зборувам за теми кои што не сум, нели, соодветно подготвен. Значи, Нео е еден од најстарите коини во криптосекторот и се уште постои и ја не знам како се уште се наоѓа од топ 100, но се уште е таму. Значи, искрено не знам многу работи за Нео. Дот, мислам дека нема потреба да се зборува за него. Значи, тоа не знаев. Не знаев дека Нео е кинески коин, да бидем реален. Дот, значи, еве, ова не сум го знаел исто, дека е доста обожаван во Кина, тоа навистина не сум го знаел. Значи, ВЕТ, јас мислам дека на сите ви е познато и тоа ја постојано го кажувам, дека е еден од ретките случаеви на легален криптопроект во Кина, со тоа што е и еден од најголемите во свет, така да ВЕТ сигурно ќе се најде нашето портфолио, порано или подоцна, морам да ви го кажам тоа, само што се уште имаме приоритети, како што се токените од ISO 20022, потоа сигурно ќе алоцираме и ВЕТ во нашиот wallet, файл. Сега, ова не сум го знаел. Chinese, дека кинезите прават майнинг на файл. Файл, знаете, и сами го имаме спомнато во нашата категорија за, значи, за web space, се разбираме, за зачувување на меморија на онлайн. Значи, файл е еден од оние најјаки, да речем, представници на оваа сфера и јас не знаев дека бил исто така прифатен доста таму во Кина, стварно не сум го знаел тоа. Значи, IMX, јас поседувам нешто од истиот, зошто е тоа така? Значи, не дека директно сакав да го купам, но играв една игра, Gods Unchained, уште во претходниот bull market, и се собраат доста, да кажем, право, со оглед на фактот дека картите кои што ги добив во играта ги продавам и, нели, постепено се собраат доста токени, но IMX представува second layer NFT marketplace на Ethereum, каде што се продава скоро за ништо, значи NFTs, така да може да има некоја добра иднина, секако тие токени ми се бесплатни, стојат, може ќе видиме што ќе биде со нив кога ќе порасне нели цената, затоа што IMX самиот по себе дојде до $6, а сега е, не знам, неколку центи.
Значи, другите не ги знам, не можам да кажам, но погледнете ги, сакав да го оставам овдека, затоа што за истите не можам ниту да гарантирам, ниту па да ви кажам нешто позитивно, додека не седнам да ги разгледам детално. Следна, значи, гледате, ова беа две бомбастични вести, кои што на некој начин даваат слика за тоа што очекуваме понатаму. Ова е трета. Значи, првата, за жал, се уште не знаеме како би завршил или кога би завршил тој потенцијален случај, но можам да ви кажам дека позитивно завршување на тој случај ќе значи почеток на bull market сигурно. Значи, спот ETF во Америка, вие директно да оставите биткоин на берза, тоа значи почеток на bull market. Втора ситуација, каде што вие на 1/8 од планетава и давате во ист ден да купат крипто, мислам дека ви е јасно што може да стане, посебно со оглед на фактот дека кинезите се моментално нација со најдлабок джеб во светот. Зборувам за секојдневните граѓани. Не зборувам за нели оние 1%. Тие се страшни, тие секако имаат крипто. И третата вест за која што денеска многу битно да поразговараме е дека моментално Европската унија заедно со европските членки се обидуваат да протурка што може побрзо регулатива исклучиво за банките да можат да чуваат и тргуваат крипто. До каде стигнавме? Значи, вака сега, моментално веќе се кажува дека на голема врата се работи на потенцијален нацрт закон, кој што, како што кажаа и самите, значи, најбрзо би можел да дојде до европските институции во 2023, негде на крајот, со тоа што дури на почетокот на 2025 се очекува ваков закон да влезе целосно во сила со оглед на фактот дека банкарските закони им се усогласени на цела Европска унија и дека ако тоа се случи, значи најрано би било негде почетокот на 2025 година. А што е почетокот на 2025 година и крајот на 2024? Следниот bull market. Зошто ли толку се брза? Значи, енигма. Ама ќе се поправиме дека не знаеме со оглед на фактот на тоа дека веќе го протуркаа Мика, кој што сега моментално има некои нови најави дека почетокот на 2024 година треба да, или негде во 2024 година, треба целосно да биде интегрирано од сите земји членки, така да имајте го тоа во предвид. Значи, гледате дека се повеќе и повеќе Европската унија се фокусира на легализирање на крипто. Значи, се фокусира Мика и исклучиво крипто. Значи, тоа е само прашање на време кога целосно ќе биде интегрирано од сите земји членки. Имате моментално, значи, ова е официјално тешка иницијатива во Европската унија да се направи криптобанкарство. Од друга страна, тоа го бараат самите банки. И ако го прочитате овој текст, ќе видите дека банките се тие кои што преку своите клиенти, значи тоа е барање на своите клиенти, да банките имаат крипто експозитура, значи едноставно да имаат exposure, односно да бидат конектирани со самиот крипто за луѓето кои што имаат банкарска сметка да можат во исто време да чуваат и крипто средства кои што банката фактички ви гарантира. Значи, иако јас уште еднаш ќе кажам, нема разлика да чувате крипто во банка и да чувате крипто во централизирана менувачница. Исто срање. Но нели останува на вас, во секој случај некои луѓе не се осеќаат безбедни да ги чуваат овие средства сами. Како и да е, тоа ќе биде нели едноставно постојано, значи тоа нема бегање од тоа, луѓето едноставно не се научени да бидат одговорни за своите капитални средства, но како и да е, во секој случај тоа е позитивно за нас, затоа што ова и понатаму турка адаптација на крипто. Значи, уште еднаш ќе напомена, оние што се нови на каналот и што се нови во крипто, за жал не го знаат ова. Оние кои што се повеќе од еден bull market знаат дека во претходниот bull market уште се разговараше како крипто е бабл и дека никогаш нема да се врати. Сега најанаш имате цел свет кој што разговара за адаптација, регулатива, G20, Светски економски форум, моментално Европската унија, значи од каде до каде дојдовме за само неколку години. Затоа уште еднаш јас можеби малку сум повозбуден кога го кажувам ова, но затоа што сум го следел ова со години, кога моментално гледам како сме буквално еден здив пред целосна адаптација на крипто, вие не знаете. Значи, повеќето од оние што се долго во овој крипто свет знаат, но за жал оние кои што се нови вие не знаете. Значи, на колку голема врата моментално се наоѓаме, но нели, останува да го видиме и да го проследиме тоа заедно. Интересна вест, иако не е толку битна за нас, значи ова се претходните три кои што се навистина битни за нели за забрзување на адаптацијата на крипто. Моментално хедж фондот Galois
со лузење на 40 милиони во падот на FTX, затоа што истите биле вложени. Значи, ова е уште еден инвестиционен фонд. Мало објаснување, инвестиционен фонд представува практично компанија во која што вие давате, да речем, соодветна количина на пари, и ваквиот инвестиционен фонд одлучува во што да ги инвестира, со тоа што профитот го дели помеѓу оние кои што работеле во самиот инвестиционен фонд и оние кои што инвестирале. Со тоа што на крајот вие добивате така речено дивиденда за тоа што сте инвестирале во самиот инвестиционен фонд. Со тоа што самите објавуваат дека поради ваквиот пат на FTX и губењето на овие 40 милиони едноставно не може да продолжат да работат понатаму. Сега, зошто е ова битно? Сакам да ви кажам, уште еднаш да напоменам за ризикот кога не работите со сопствените средства. Искрено, да сум вложил во лош проект и истиот да пропадне и да бидам јас крив затоа што не сум направил соодветно истражување или пак сум направил, но не сум ги открил некои, да речем, делови кои што биле клучни поради кои што сум ги изгубил овие средства, нема да ми биде криво. Но да дадам мои пари, некој да ги работи и да ми ветува профит и на крај да пропадне целата таа компанија, јас би бил многу лут на себе си, не знам за вас. Затоа постојано напоменувам дека главниот проблем кој што луѓето го прават е што постојано веруваат на вакви компании. Без разлика дали е компанија или е лик, во Македонија генерално многу голем проблем е исклучиво ова. Вие, реално ви кажувам, јас со оние луѓе кои што ги познавам, по големиот дел од нив, за жал, се спремни да ви ги дадат парите и да очекуваат дека ќе направите се за нив само ако им ветите некаков профит. Никако не сакаат да се потрудат да го направат тоа сами. Тоа е многу жално и посебно кога веќе има навистина материјал кој што може да се научи, жално е да едноставно не седнете да се потрудите кога станува збор за ваш капитал. Зошто ви го велам ова? Еве зошто. На крајот оваа компанија галои затоа што нема време, едноставно се распаѓа, со цел да врати барем дел од она што едноставно го инвестирала во FTX, своето право на оние криптовалути кои што ги изгубила во FTX го продава на второстепен пазар на ваков тип на банкротирачки права, Exclaim, каде што вие фактички ако не сакате да чекате да се заврши овој цел случај, затоа што некогаш како што е на пример Mt. Gox, вие може да чекате и 10 години. Затоа што не сакате да чекате толку долго, вие едноставно може вашето право да го продадете на луѓе кои што сакаат да го купат и да почекаат, со тоа што гледате. 16 центи на долар. Ова би било практично дека само 16% од она што било инвестирано го враќаат моментално инстант, затоа што го продаваат како право на ваквиот влог во FTX, кога еден ден ќе дојде да се вратат овие средства на ваква второстепен пазар за банкротирачки права. Така да ова е жално и ова е тоа што се случува кога не сакате да бидете одговорни за вашите средства. Иако на секој може да му се случи ваква грешка, но барем кога го правите тоа вие знаете дека вие сте виновен. Вака кого може да обвините, вие сте ги дале средствата, сте очекувале најдобро и едно време ви се јавуваат и ви кажуваат извини, инвестиравме во погрешно место и пари нема. Пак ќе кажам, барем бидете одговорни за она што го инвестирате, затоа што тоа се ваши тешко заработени пари. Жално едноставно некој вака со глупава инвестиција да ви ги зезне. Биткоин повторно го престасува маркет капот на Visa, можеме да видиме овдека во твит, каде што моментално Visa има 470 билиони, а биткоин има 480, со тоа што прв пат го пристигна ова кога беше 25 во 2020 година во декември, со тоа што во следниот бул маркет нормално не само што го пристигна, туку го дуплираше, стаса до 1 трилион. Сега, ова можеби е последен пат што Visa има некаква шанса да се напреварува со биткоин, со оглед на фактот дека јас верувам дека ќе биде многу повеќе од 1 трилион во следниот бул маркет, но останува да видиме. Како и да е интересна работа која што сакаме да ја спомнеме, но не толку тоа колку ова. Ова е од Майкл Сейлор пред само неколку денови на 17 февруари. Вели ова е од 2020 година, така неговиот твит е за моментален профит кој што би го имале доколку сте инвестирале во 10 август 2020 година. Би биле 107% во профит доколку сте инвестирале во биткоин, 21% доколку сте инвестирале во S&P 500, 7% во Nasdaq, а да не разговарам за злато, државни обврзници и сребро, како што може видите и сами. Сега, и да не заборавиме,
дека биткоин е моментално 63% во минус од претходниот all-time high, а сепак би биле 107% плюс ако сте инвестирале на 10 август 2020 година. Тоа што ви покажува дека нема подобро средство за инвестирање на пазарот од биткоин моментално. Зборуваме за конзервативно инвестирање. Не заборавајте дека ова се мултимилионери и билионери кои што многу се по-конзервативни за инвестирање за разлика од нас, кај што ние ставаме во некои лоу капови и слично. Така да мора да го разберете тоа дека овие луѓе едноставно се многу по-предпазливи за тоа каде инвестираат и нив 2 или 3 или 4 икса им се сосема доволно, затоа што вие на 1 билион да направите 3x, тоа се 3 билиона, вие немате потреба да бидете радикални со ризик. Така да имајте го предвид тоа, но е интересно да го имате ова во предвид кога станува збор за профит. Сега, следна интересна работа за која што треба да поразговараме е, payment provideri. Ова сакам да ви го кажам затоа што многу луѓето не го разбираат. Они очекуваат дека XRP има, 10.000 банки и сите ќе работат само со XRP. Не. XRP и Stellar работат на начин со кој што имаат payment provideri. Ова се уствари или банки или пак тип на компании како MoneyGram, кој што сега моментално не работи со Ripple, работи со Stellar, но ова е на некој начин само да ви покажам дека моментално Ripple има многу ваков тип на payment provideri, односно тоа не мора да бидат само банки, може да бидат било каков тип на компании кои што работат со пренос на пари, кои што го користат Ripple како пул, се разбираме, сите овие компании го користат Ripple за трансфер на средствата. Затоа многу од луѓето се збунуваат кога очигледно не го гледаат како што треба сето тоа. Идејата на Ripple како и на Stellar е да направи ваква мрежа на payment provideri во целиот свет, во секоја земја, кои што се поврзани помеѓу себе и кога вие сакате да пратите од било каде, овие провайдери едноставно само користат Ripple пулот за овие средства од една држава да се појават во друга. Се разбираме? Со тоа што е моментално нов payment provider во Обединетите Арапски Емирати, а тоа е Joya Lucas. Не знам ни како да го кажам ова. Исто од Дарко Јошев Вест. Интересно. Тоа е уште еден партнер на ваквата мрежа, а оваа мрежа е многу поголема, ова е само да ви покажам како изгледа. Има многу поголема мрежа моментално Ripple и затоа ви велам, како што кажа Дени на Криптовалути Македонија, жално е да се пропушти XRP како можност во иднина, но нели, повторно, ова е на некој начин болна тема, гледам не сите ја гледаат исто како што ја гледам јас, секој одлучува за својот ризик, нормално, јас напоменам уште еднаш дека мислам дека Ripple има голем потенцијал, но не, останува да видиме дали сум го прав. Квант, еден од оние 7 токени за кои што разговаравме, само што објави исто така Дарко Јошев. Доста од вестите ги наоѓам ја, но доста од вестите се навистина добри и доаѓаат од заедницата и затоа ги споделувам. Моментално имаме следен чекор на развој на Квант, тоа е неговиот 2.2.24 Overledger, зошто ако сте огледале видеото за Квант, ако не погледнете го, затоа што е многу битно. Ова е еден од оние 7 токени на ISO 20022, каде што неговиот Overledger технологија работи многу подобро и многу поголемо дури и од интероперабилити системите на Cosmos и на Avalanche. Односно, не станува збор само за поврзување на блокчейн, станува збор за поврзување на се со се. Односно, ваквиот Overledger се обидува да се адаптира за да може да ги поврзе сите. Од ова се така речено провайдери на комуникација до payment провайдери, блокчейни, компании, банки, како и Internet of Things. Неговиот Overledger се обидува да поврзе се. Затоа е толку битен во ISO 20022, каде што моментално, ова е чисто за блокчейн, само што е комплетно додаден Avalanche како целосен блокчейн на Overledgerот на Quant, каде што сега моментално сите апликации на Avalanche се компатибилни со Quant и моментално ваквото поврзување е помеѓу сите овие кои што моментално ги гледате овдека, а тоа се Ethereum, Bitcoin, искрено не знам кој е точно, Ripple, Matic, DOT, Zinfin и Avalanche. Ова се основните 8 екосистеми кои се поврзани преку Quant и ќе напоменам уште еднаш, ова е многу, да речам, интересна идеја. Сега дали ќе успеат останува да видиме, но ваквиот успех би значил
Не морам да ви кажам што би значил, мислам дека ви е многу јасно. Искрено, не сакам да зборувам многу за Solana, значи не сакам да делам негативни мисли за проект кој што гледам дека е доста обожаван посебно во криптолуди Македонија. Нема, ќе се обидам да не разговарам негативно за истиот, но искрено според мене HNT како проект на вистина го ценам, со оглед на фактот дека ово е вториот по големина, трет по големина проект во Internet of Things Marketplace, да речем, листата, со тоа што како Internet of Things, значи знаете и на самите категории на крипто, кога разговараме за Internet of Things, имав многу позитивно мислење, се уште имам, мислам дека HNT има одлична технологија, моментално се обидува да се поврзе со оние интернет провайдери со цел да уште толку ја зголеми својот рич на оние мајнери кои што ги имаат буквално сите во светот и спроведува моментално помошна мрежа за Internet of Things, како што се, например, GPS на коли, скутери и слично, така да нивната идеја е предобра, мене на вистина ми се допаѓа, но нивното преместување на Solana, они го сметаат за надоградување и дека ќе има, подобра шанса за да направат scalability, но јас тоа не го гледам, зашто го велам ова, затоа што Solana е се уште бета верзија, значи овој блокчейн гледаме дека има congestion и паѓа постојано, а вие го преместувате вашиот проект надевајќи се на scalability. Како може да добиете scalability ако Solana постојано паѓа, не знам, значи јас не сакам да ве обесхрабрувам во однос со Solana и HNT, но искрено немам добро мислење и нема да лажам кога немам добро мислење, ќе го кажам оно што го мислам, останува на вас да одлучите што ќе правите со вашите пари. Ел Салвадор моментално отвара нова биткоин амбасада, многу интересен проект. Значи, заборавив, веста за Ripple исто така ми беше пратено Бобан Досев, да не заборавам. Значи, извинете луѓе, но многу вести има и се обидувам да запазам кој што ми пратил, така да извинете ако пропуштам некој, значи не е намерно направено. Ви благодарам на сите што допринесувате, но некогаш може да се случи да се збунам или да заборавам, така да не е намерно. Значи рековме втора амбасада во Тексас. А зошто во Тексас? Значи Тексас моментално, ако се сеќавате кога беше оној екзодус на мајнери од Кина, беше една од најпожелните држави за транспорт на ваквиот бизнис. Зошто е тоа така? Затоа што Тексас има изобилство на електрична енергија и истата не само што ја нудеше по намалени цени на мајнерите, туку и им нудеше соодветни услови, не знам, хала, чуда, се што треба ќе им даде, само да дојдат да работат во Тексас. Многу паметно. Браво Тексас. Сега Тексас. Ова е Северно Мексико, ама со време ќе им стане јасно. Како и да е, значи моментално ова е следна, претходната беше била отворена во Лугано, Швајцарија. Знаеме дека Швајцарија е доста позитивна на крипто, со тоа што моментално рековме ова се отвара во Тексас. Ова е амбасадорката на Ел Салвадор, која што моментално ја отвара истата на 14 февруари отворила истата во Тексас. Сега зошто е ова битно? Значи ова се така речено представништва на Ел Салвадор каде што се обидува да соработува со овие држави во однос на развој на биткоин, како на негова адаптација, така и на развој со оглед на фактот дека знаеме како Тексас, така и Ел Салвадор има mining facilities. Така да поради ваквите mining фарми, верувам дека оваа соработка е доста добра, во секој случај тоа не е позитивно. Значи станува збор за официјално тело кое што го представува биткоин. Не Ел Салвадор, туку биткоин е неговата технологија и тоа е доста добра работа и јас го гледам како позитивно и моментално Ел Салвадор кажува дека уште вакви проекти се во изработка, односно ќе се отвараат се повеќе и повеќе вакви биткоин амбасади. Ова вест ја земав прво за да се извинам на постарата популација која што гледа мојот канал. Мислам дека се уште се навредени, но оваа вест е прост пример за тоа што јас постојано го кажувам. Значи, го имате Роберт Киосаки, кој што јас не го почитувам премногу, но делиме исти мислење во однос на криптосекторот, и го имате овој мутантов Чарли Мунгер, значи ќе го покажам затоа што на вистина е мутант, изгледа како нинџа желка. Значи, пак, не заради изгледот, станува збор за човек кој што не е со една, туку со две нози и една рака во гроб. И сега он дава мислење како ќе било во иднината, што било паметно, значи, да го прочитаме насловот, значи, кога внесувате пари во крипто е апсолутен хорор. Значи, овој претходно го кажував, ќе го кажам повторно, значи не само што го кажува тоа, туку истиот повикува на американските, затоа што овој Мунгер е уствари еден од оние поголеми риби во Wall Street, така да повикува на авторитетите да забранат крипто, да банираат се. Стандардна шема, но
ова се на некој начин луѓе кои што се можеби не се иста генерација, но и Роберт Киосаки е повеќе од 50, ако не и повеќе од 60 години. Поентата е дека Роберт Киосаки, значи, земал дел од своето скапоцено време, седнал, погледнал што е биткоин и убаво го објаснува тоа, вели. Значи, идејата на вакви ликови како Чарли Мунгер дека се треба да се банира е поради тоа што истиот е комплетно близок до, он го кажа убаво, The Fed Treasury Wall Street Crowd, односно екипата на Wall Street, да сумираме. Со тоа што вели, новите генерации се многу поблиски до крипто и биткоин затоа што не инвестираат во финанси, инвестираат во технологија. Тоа што јас постојано го кажувам. Значи, тоа е најбитниот момент што мора да го забележите. Вие не финансирате, значи, вашите инвестиција не е финансија, вие не инвестирате во тоалетна хартија, како дедовци. Вие инвестирате во технологија, нешто што е опипливо, значи нешто што навистина ќе има некаков импакт на светот. Значи, дали тоа ќе биде во финансии, дали ќе биде NFT, дали ќе биде метаверс, дали ќе биде, не знам, медицина, физика, space race, што и да е. Вие инвестирате во технологија. Не зборувам за Dogecoin и Shiba, зборувам за актуелна технологија, зборувам за Ethereum, за Polkadot, за ADA, за па дури и Solana. Значи, зборувам за технологија која што навистина се обидува да смени нешто. Така да, тоа е разликата помеѓу луѓе кои што се на некој начин од иста возраст, а комплетна друга бранова должина. Значи, овие луѓе навистина седнали и погледнале што е тоа. Значи, одвоиле време. И кога вакви луѓе ќе дојдат и ќе поговорат со вас, значи, вие чест да разговарате. Затоа и оние кои што го гледаат мојот канал се малку постари, ова не го правам нели јас за да ве навредам, но кажете ми како да не се навредам кога буквално ова е однесување од онаа стандардна македонска поговорка, ајбе што знаеш ти вчерашно гомно. Значи, нели, едноставно мора да дадете шанса на следните генерации кои што се обидуваат да развијат нешто ново, барем да го погледнете, да му обрнете внимание. Така да поради оваа причина, уште еднаш ќе напоменам, че јас се извинувам на тие што се навредени, но самиот факт што вие седите и слушате 35 годишно дете да ви каже нешто ново во однос на финансискиот систем и технологијата, го прави валиден фактот дека има разлика помеѓу дедовци од 60 години и, да речем, постари деца од 60 години. Може така да кажеме. Така да, нели? Мислам дека ќе ме разберете многу подобро што сакам да кажам. И кога веќе станува збор за луѓе кои што не знаат што зборуваат, поима немам ни кој е овој Пол Пирс, значи поима немам. Навистина гледав NBA кога бев мал, но сега да искрено не може да кажам дека гледам, но значи сакам да напоменам. Во Македонија го имаме истиот проблем. Следење на фаци од типот јас сум инфлуенсер, јас сум позната звезда, јас сум не знам што, кога зборуваат за нешто што нема поима, е краен промашај, значи краен промашај што може да го направите со вашите капитални средства. За пример ги земам оваа мутава Кардашијан, која што го шилаше Ethereum Max, Господ знае какво џубре е тоа. Значи на крајот од денот она не само што зема повеќе од тоа што врати, значи како да ви кажам, беше казнета со ништо. Незиното богатство е огромно, а она беше казнета со само да видиме колку. Многу ме интересира. Некоја смотана казна без веза. Како и да е, не можам да најдам. Поентата е, значи, моментално овој кој и да е Пол Пирс, моментално е казнен затоа што шилал Emax, што и да е ова. Значи, поентата што е? Значи, не значи дека е нешто лошо само затоа што не знам, Dogecoin или Shiba. Може да биде и представувано од вакви фаци и пак да биде лошо. Значи, зошто ви го кажувам ова? Ова е крајна дефиниција која што треба да ве научи дека следење на познати личности, посебно кога зборуваат за нешто што немаат поима, е многу лоша работа која што може да ја направите. Вас не ви се потребни инфлуенсери, вас ви е потребна едукација. Значи јас, како едукатор во оваа ситуација, не ви кажувам купете го ова. Јас ви велам, ова е моje мислење, вие направете свое и одлучете што треба да купите на пазарот. Они ви велат купете го ова пошто е добро. Значи ме разбирате што сакам да ви кажам, тоа е разликата. Така да не следете инфлуенсери, туку следете канали кои што ви даваат мислење и едукација за вие да развиете собствено. На крајот од денот само вашето мислење се важи.
И вакви типови, значи ова не е ништо, овие треба да се извадат среде поштати да се стрелаат за ваква глупост, затоа што еден куп луѓе ќе го изгубат целиот капитал што го имаат, затоа што следат некој што не знае што зборува и тоа го прави за сопствена корист, не му е гајле за вас. Значи затоа што они се спонзорирани од таквите проекти да го зборуваат тоа. Имајте во предвид и уште еднаш ќе напоменам, следење на инфлуенсери, каква глупост, ја не можам да верувам, че инфлуенсери, не знам дури ни шо уствари треба да представува тој збор, значи следење на морони на интернет е една од најглупавите работи кои што може да направите, значи ќе ве замолам, обратете внимание кога слушате идиоти што зборуваат на интернет. Мора да направите сопствено мислење и сопствено истражување секогаш. Околу развивање на CBDC моментално имаме соработка помеѓу Индија и Сингапур, каде што нивните платежни интерфейси, да кажеме, или софтвери, UPI, која што е на Индија, како и PayNow на Сингапур, моментално се во соработка. Значи ова не е конкретно за криптосекторот, но е развој на CBDC, зашто го велам ова, затоа што преку фактички CBDC проектот кој што се развива во Индија, кој што ќе биде интегриран заедно со овој UPI, ќе биде практично возможно во иднина и сега, значи нели рупи, а во иднина и дигиталната рупи да биде фактички трансферирана како капитално добро помеѓу Сингапур и Индија, што на некој начин лесно, затоа што гледате, 30% од популацијата на Сингапур е експат, односно се луѓе кои што не се од Сингапур. Така да ова е доста битна работа, затоа што на крајот од денот повторно, значи CBDC представува блокчейн. Значи, иако тоа многу луѓето не го знаат, значи представува блокчейн, само што е приватен и е поседуван од самата држава. Како и да е, ова само ви покажува дека иако се зборува едно, моментално се развива CBDC многу брзо и гледаме дека, значи, Индија е една од најголемите, значи Индија или Кина, автоматски имате 1/8 од земјата во популација која што би прифатила нешто само затоа што државата го земала. Така да бидете внимателни кога овие држави прават нешто. И верувам дека некој од вас го чекаат ова доста нели битна вест. Значи јас прво се извинувам што постојат вакви татари кои што нели со својата лакомост неедноставно го уриваат имиџот на крипто, но тоа е тоа. За жал постојат, дали е FTX, дали е Ружа Игнатова, дали е некој друг морон, на крајот од денот вакви морони постојат. Јас пак ќе кажам, значи крипто светот не е Ружа Игнатова, крипто технологијата не е тој бушавиот FTX, криптотехнологијата е нешто многу поголемо и е неутрално. Значи не знае за скемови, не знае за профит, значи криптотехнологијата е технологија која што е напредно ниво на она што ќе го донесе нашето општество во следниот левел на се, не само на финансии, туку на се. Но за жал ваквите ликови едноставно го забавуваат тоа. Сега, моментално има сознание дека Ружа Игнатова била убиена на јахта. Ќе ви објасниме според самиот, значи ова го најдовме на некој си mirror.co.uk како интересна вест околу тоа што се случува со неа. Сега што уствари се случува моментално, ќе ви кажеме. Значи истата е моментално над 10 најбарани личности на FBI, тоа го знаете и сами. Оние кои што не знаат, тоа е уствари она го организираше OneCoin како компанија, искрено не сум запознаен многу, значи знам точно што се случувало, сум погледнал документариси се, ме интересирало, но OneCoin никогаш не бил крипто. OneCoin е само некоја шема, понзи, во која што истата собрала 4 билиони долари од целиот свет, евра, и во 2017 година истата исчезнува. Сега, како се наоѓа уствари што се случило со неа? Значи според овој артикл, значи ова не се мои информации, само ви кажувам што сум нашол. Значи на 25 март ова практично предходната година, да. Значи генералниот директор на националната полиција на Татарстан, Љубомир Иванов, е најден застрелен. Со тоа што сега што се случило, значи во неговиот стан се најдени снимки од разговори во кои што некои си, сега овие се некои двајца истражувачки новинари од Татарстан, Димитар Стојанов и Атанас Чобанов, добро, значи кажуваат дека ваквата значи моментално снимените разговори кои што се најдени во станот на овој, како рековме дека е генерален директор на полицијата,
покажуваат дека значи истава Ружа Игнатова е убиена затоа што била поврзана со, значи замислете, главниот наркодилер име Грк, извинете, циган. Христофорос Амантидис. Таки. Значи, затоа што истиот бил поврзан со OneCoin и затоа што истиот моментално има некаква поврзаност, претпоставувам и со овие 4 билиони кои што исчезнале. Значи, според наводите, значи колку е ова вистина, не знам, очигледно верувам дека ќе испадат повеќе информации во иднина. Наводно истата, значи последно што е буквално следено во однос на Ружа Игнатова е дека, значи вака сега, истата последно, мислам дека беше на крај објавено тоа, да, значи во октомври 25 октомври 2017 година лета од Бугарија во Грција, Татарстан во Циганстан, каде што истата според наводите на јахта некој Христо Христов, извинете на муабетот, но е убиена, расчеречена и фрлена во Белото море, тоест во Македонското море. Како и да е, јас се извинувам ако ова е негативна вест за вас, верувам дека многу од овие луѓе кои што се погодени никогаш нема да ги добијат своите средства назад, се извинувам, но тоа е реалноста, значи нема од каде да ги добиете. И втора битна работа, значи овдека има исто така и наводи од германската полиција која што исто така трага заедно со Интерпол дека исто така има некакви очекувања дека Ружа Игнатова го има сменето својот изглед во пластична хирургија, пластична хируршка нели зафат и дека истата моментално не може да биде најдена поради тоа. Како и да, јас се извинувам ако ова е негативна вест за вас, но уште еднаш ова е основна идеја зошто не се купува крипто поради некоја фаца, туку се купува крипто поради технологија. Така да направете собственото истражување како секогаш и бидете внимателни пред да инвестирате. Вие сте задолжени за вашиот ризик и мора да внимавате многу каде ги инвестирате вашите тешко заработени пари. Така да, уште еднаш ви благодарам, како и секогаш, се надам дека уживавте во ова видео за вести кои што го направивме за вас. Утре ќе добиете техничка анализа и ќе гледаме во текот на петок, да го направиме последното видео, во кое што, не, извинете, тоа ќе биде четврток, да, четврток, за Zinfin XDC, односно последниот коин од ISO 20022. Уште еднаш напоменуваме, почетокот на март е и почеток на ISO 20022. Не знаеме дали овој коин или токени ќе добијат памп, но ние не сме спремни тоа да го пропуштиме, затоа и ќе гледаме пред почетокот на март истите да ги акумулираме. Чекаме да видиме што ќе случува со пазарот, дали ќе правиме некакво, да речем, повторна преорганизирање на портфолиото или пак ќе алоцираме од оние 10% кои што ни се преостанати. Во секој случај, планот ни е да алоцираме скоро во сите од овие 7 проекти. Повторно, ова не е финансиски совет, вие мора да одлучите сами. Ви благодарам нели уште еднаш, како и секогаш, пред да завршам, значи му благодарам на само момент да го најдеме на каналот на Трета политика. Значи уште еднаш ви благодарам затоа што го споделивте нашето видео, значи од нивна страна секоја чест, значи споделено беше, ако не се лажам, во видеос или само не каде го најдов. Значи во секој случај, ево, сари не, како и да е. Беше споделено нивниот канал и им благодарам за тоа. Да, во комјунити може да го најдете. Значи Пев комунициран од нив, значи најмалку што можам да кажеме благодарам за тоа што го споделивте нашето видео, што на некој начин помагате во едукација како за крипто, така и за макроекономија на македонската нација и се надевам дека во иднина можеби ќе соработуваме малку повеќе, иако ова е на некој начин политички канал, нашиот е претежно крипто канал, но како и да е најмалку што можеме да направиме да изразиме благодарност од нивна страна што го на некој начин споделија нашето видео за BRICS-BUCS и се надевам како и секогаш нели дека ваквите соработки помеѓу македонските канали ќе продолжи понатаму, затоа што како што кажав, значи еден гемиџија не може ништо, но илјадници гемиџи може да сменат многу за Македонија. Ви благодарам, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто.